Почитувани представници на медиумите, добар ден, имам особена чест и задоволство што денеска ја почнуваме 7 дена по наредниот период да се придружиме со грчката болица на комедијата Талија. Особена чест и задоволство е покрај нас представниците од локалната самоуправа Антонио Давидковски, кој што одговорен за сето она што се случуваше во изминатите 9 години, но и она што се случува во наредниот период. Да со нас денес бидат уметничкиот директор Гоце Ристовски и лауреатот на овој фестивал, господинот Благоје Чорески. Ова е само увертира и најава во она што ни се случува во текот на следните неколку дена. Затоа, од тие причини не би одземал од самата програма или она што ќе биде акцент во следните 7 дена, би оставил повеќе збор на моите соговорници и гости. Благодарам. Еве, ми се чини многу брзо помина 10 години откако овој фестивал меѓународно започна да живее во нашата Криопаланка и да си гради една своја позиција, едно свое заслужено место на културната мапа, на овие балкански простори. Идејата беше дека ќе се обидуваме, во што резултатите покажуваат дека и успеавме во добра мера, да направиме нешто под мотото Балканот без граници низ театарска игра. И тоа сега, како што знаете, а тоа ќе го потврди и годинешното юбилејно 10-то издание, сме имале представи од безмалку нели сите балкански, особено соседни земји, така и годинава ќе имаме и од Бугарија, и од Србија, и од Хрватска, но вие знаете дека за време на овие 10 години сме имале и од Црна Гора, и од Босна и Херцеговина и така натаму. Она што е веќе предвидена и зацртана програма, вие знаете, и во интерес на времето не треба да ја, бидејќи јавно објавивме да се повторуваме, но само веројатно и таа информација стасала до вас, но јас се сакам да ја споделам со вас. Беше предвидено на 19-ти тука да имаме представа во која што ќе игра и нашиот драг лауреат господинот Благоје Чорески. И ние долго време се разбира тука, во тоа учествуваше особено и градоначалникот и Тони, разговаравме со Драмски театар, постоеше расположение и од двете страни, со лауреатот Чорески, но на крајот свативме сите дека всушност тоа е технички неизводливо, бидејќи тоа е една габаритна представа која што има многу промени, многу сценографии и едноставно просторот што е кај нас не може тоа да го собере, не само во ширина, туку и во висина. Се обидувавме понатаму да најдеме некоја друга солуција, исто така разговаравме со некои драги колеги и на Чорески и нам, во која што исто представи игра нашиот лауреат, но јас се надевам дека во некоја скора прилика и не мора да е во рамките на фестивалот, ние ќе му направиме таа чест и на лауреатот, но се разбира и на Кривопаланчани да го видиме Чорески во живо на нашата сцена и се надевам дека во иднина тој ќе се случи со нели се надам бидејќи така исполнува услови за ваква сцена представата Квартет, која се игра на БМН и во која што осем доајенот лауреатот Чорески игра неговите почитувани драги колеги, исто така големи актери како што се Емил Рубен, Илјана Велјанова и Катина Иванова. Но сепак во рамките на сите тие активности што ги проведовме, ние успеавме тука, јас изразувам навистина голема благодарност не само на градоначалникот, но и на Тони, кој што вложи огромни напори и труд, успеавме да се договориме со театарот од Велес и тој термин ќе биде пополнен со нивна представа, значи таа е работена по текстови на Чехов, представа која што е прилично актуелна, е многу добра, што е Младен Крстевски освен што ја режира и игра во представата игри и Васил Зафирчев, значи една лепеза на и Панкова, така прекрасни актери, кои што пак летово беа со истата представа во Русија и каде што исто така направи голем успех и 3 актерски награди добија. Така да мислам дека сепак еве Криопаланчани ќе имат можност за едно уживање. Другото, како што е отприлика предвидено во програмата, така и ќе се одвива, со надеж нели дека и во иднина ќе имаме можност да покажеме вакви добри представи. Знаете дека ние во други прилики сме се трудиле да донесеме освен она што се вика лауреат некој значајно име од театарот,
и представи кои што ќе имаме, да не речем дури и екстремно популарни звезди, ја се сеќавате дека тоа сме го правеле, дека тука бил еден Беќарев, Зафир Каџиманов кој што исто така и добитник, дека тука беше и Петар Кралев, која што беше особено мега популарна и заради своите учества по некои популарни ТВ серии што изгледа тука. Годинава ќе имаме нешто слично со театарот од Винковци и се надам дека тој тренд ќе го продолжиме. Нема да должам многу. Карактеристиката на нашиот фестивал е нешто што другите ја немат. Тук имаме порелаксирана атмосфера, бидејќи представите се ревијални и нема награди. Секаде кај што има награди, има поинаков притисок и тензии за организацијата. И само уште два збора пред да му дадеме можност сепак на најважниот за денеска да ни се обрати. Сакам да кажам, вам ви е многу познато. Постојат два вида на фестивали. Едните кои што носат профити и пари и другите кои трошат пари. Но едните и другите имаат своја функција и своја мисија. Обично во таа група која што се трошачи се манифестациите во областта на културата, па вклучително и театарските манифестации како што е и ова нашата. Без огромна воља, желба, труд, таквите манифестации не би можеле да успеат. Затоа што секогаш, да се разбереме, културата, велат некои, е скапа играчка. Но успевавме низ овие години, благодарение навистина на некои поединци, на некоја група на луѓе, ентузијасти, навистина тука градоначалник Тони, ова најискрено го кажувам и е тоа така, ние успевавме да обезбедиме еден квалитет кој што јас мислам дека и кирополемешката публика го препознаваше, па дури и дека доаѓаа луѓе за некои представи и надвор од Криопаланка кои што беа кај нас на репертоар да ги имаме. И јас многу често сум по фестивали со Човечки, одамна се сеќавам постојани, ние буквално овде дојдовме од Струмица, пред тоа јас бев и во Преспи, така и некои миналите стvari ги тврдам дека овој начин на работа кој што е тука, кој што се темели главно на ентузијазам, не се среќава на други места. Но исто така, секаде за нашиот фестивал се зборува веќе како фестивал во кој што гостопримството, односот на домаќините, искреноста и честноста во посветеноста многу ни е цена. Важна е функцијата и мисијата и на една друга работа. Таа малку во почетоците ја застапна веројатно нашата сограѓанка, големата актерка, легендата на македонското глумиште, колешка на Човечки Милица Стојанова, да осем функцијата како фестивал каде што ќе може публиката да се воодушевува на актерските бравурози, да се насмее или можеби да се расплаче, да имаме и некоја функција во развојот на театарот воопшто во градот и тука е таа функција која што ја има ова театарската секција или група која што работи и во гимназијата и некои други. Морам да ви кажам дека јас многу се радував кога они пред една година се вратија и од Бугарија, беше ни каде со една меѓународна награда, пред 2-3 години пак јас бев во некој жири каде што исто така добија прва награда, но не затоа што јас сум од Криопаланка, туку затоа што тие си ја заслужија. Значи, тоа е уште една поголема мисија. Ние сме град кој што нема професионален театар, но кој што имал поединци кои оставиле бел. И на овој начин мислам дека осем едукативната, образовната функција и вршиме и одредена мисија која што е посветена кон љубовта. Можеби од тие деца утре ќе се родат некои нови Милици Стојанови, некои како Благоја Човечки, така натаму. Јас само тоа го посакувам и да му честитам на крајот, можеби не најважно, дека е последно, па не најважно, но најважно му честитам на градоначалникот кој што покажа слух, разбирање и даде огромна и конкретна помош во сите овие работи кои што мора да се сработат и пред да почне фестивалот, а ќе ги има во голема мерка тие работи ќе мора да се работи дека трае фестивалот. Наистина сакам да го кажам тоа јавно, но не само подршка и конкретни комуникации што тој можеше да ги остварува по негова линија и така натаму за да успееме да дојдеме. Сепак, знаете, ние имаме можеби во цела Македонија најмногу представи кои што се изведуваат во рамките на еден фестивал по број. Исклучувам Струмица каде што имаме и по 2, и по 3, и по 4 представи. Некојаш, но тоа е исклучувам. Знаете, не сакам ја нешто сега да критикувам или нас да не фалам. Речеме фестивалот на античка драма во Стобифеш, исто бев тоа летото, траеше 2 недели, но ти има поеднаква програма, на секои 3 дена по една представа и